Се укинува местото подпредседател на ВМРО ДПМН. Александар Николовски, Владо Мисајловски, Гордана Димитриевска-Кочовска и Тимчо Муцунски, кои досега беа на овие позиции, ќе бидат предложени за членови на извршниот комитет. Централниот комитет на партијата вечерва пред малку почна своја комисија, треба да биде избран нов извршен одбор на партијата. Ја вклучувам Далиборка Демјанска од пред ВМРО ДПМН, од каде ќе ни каже кои се најновите информации. Далиборка? Младен, седницата почнаа точно навреме, пред околу половина час и се очекува да трае многу кратко. Веќе во 19 часот овде е најавена изјава од председателот Христијан Мицковски. Вечерва, како што кажа веќе и ти, на оваа седница треба да бидат практично укинати досегашните подпредседателски позиции. Тие секако ќе бидат членови на извршниот комитет, но треба да се избери нов генерален секретар на партијата. Како еден од фаворитите се спомнува името на пратеникот Драган Ковачки, секако тука и досегашниот генерален секретар Ѓорѓе Сајковски, а во игра е и името на директорот на СОЗР Ивица Томовски. Исто така на овој вечерва на оваа седница треба да има измени и во Унијата на млади сили, Унијата на жени и на ветерани. Како што веќе најави председателот на партијата, се очекува и околу 25% од извршниот комитет да бидат нови лица, млади кадри. Овде не се многу разговорливи, не го откриваат името на генералниот секретар, но ние секако се обидовме и имаме сосема кратка изјава во која практично ништо не ни кажува министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, па предлагам да ја чуеме. Одржуваме централниот комитет, како што треба да донесе одлуки кои што се поврзани со суштински процеси во рамките на ВМРО ДПМН. Очекуваме да крај централниот комитет ќе ги донесе одлуките во интерес и на партијата на државата. Кој ќе биде генерален секретар? Во овој момент не можам да се. Нашата екипа останува тука. Ние, како што веќе кажав, за кратко време очекуваме да имаме веќе информации. Доколку тоа се случи во текот на вестите, секако ќе побарам повторно вклучување.